Денеска е светски ден на срцето, најголемиот синоним за љубовта и човечката добрина, но статистички и најголемиот човеков убиец. Дури 25% или тоа е 1/4 од сите смртни случаи припаѓаат на смртни случаи као последица од некоја срцева проблематика. Сега иако процентот е толку голем, не значи тоа дека тоа е фиксна работа и дека не можеме да се обидеме да ја смениме, бидејќи као што рековме, со помош на животните навики, дури и некои генетски наследни заболувања, можеме да ги менеджираме, дури и да ги одложиме. Ово упатува дека на овој орган треба да му се посвети посебно внимание, бидејќи срцето страда лесно и ненадејно. Физичката неактивност, пушењето, лошата храна, брзата храна, лошите масноти и секако на луѓето кои што имаат коморбидитети или болести како притисок, шекер, регулација на хроничните заболувања. Од мрсна храна, од недвижење. Од нервози. Нервозата е најлошо за него. Овие, како и многу други опасности, треба да се избегнат, но и заменат со друго. Како најдобри нешта за нашето срце, јас би ги издвоил добрите животни навики, тоа се физичката активност, добрата храна. Сега ако ме прашате што значи добра храна, тука би рекол значи што помалку шекери, повеќе сложени јаглинохидрати, здрави масти, непрејадување, но исто така и негладување, добра хидратација, редовна физичка активност, умерена. Добро е да се пешаче, да се спортува. За него да не ми се многу. Најдобро е, мислам, да бидеш расположен секој пат. За оние кои го третираат на поинаков начин, срцето најмногу страда од следново. Иако сето ова е познато, процентот на оние на кои му срцето му го посветува заслуженото внимание тешко се зголемува. Затоа прашањето е дали срцето го убива човекот или човекот го убива срцето, останува секогаш отворено.